Маџунот или гроздовиот сируп со лековити својства е еден од најпрепознатливите производи од тиквешкиот регион. Приказната за маџунот е стара колку и грозјето, а во тиквешијата, според археолошките истражувања, одгледувањето винова лоза има традиција подолга од 2000 години. Овој традиционален македонски производ со децении се користел и произведувал масовно се до појавата на комерцијалната продажба на шеќерот. Се добива од висококвалитетни бели и црвени сорти грозје, а денес, освен како здрава храна, се повеќе се бара и како природен лек. Ова е приказната за Ангела Јовановиќ од село Тимјаник, Неготинско. Млада предприемачка која стои зад препознатливиот бренд Неготински маџун. Таа потекнува од семејство со длабоки корени во земјоделието и голема љубов кон аграрното производство. Јас од мала сум вклучена во работата во нашиот семејен бизнис. Тоа е Агрокалем, фирма која што се занимава со производство на лозови и овошни садници, исто така и со трпезно грозје, и бев вклучена во секој процес од работата. Така се одлучив и да студирам на земјоделскиот факултет. По дипломирањето решив активно да се вклучам во работата и да продолжам со некои мои нови идеи. Идејата дојде сосема спонтано и природно од тоа веќе што го имавме, односно лозовите насади и квалитетно грозје, и решив наместо да останеме на суровина да создадам производ кој што е традиционален и многу здрав, со голема традиција и голема приказна. Ангела уште од најрана возраст е задоена со вкусот на маџунот, кој незината баба традиционално го подготвувала за потребите на семејството. Токму од баба и го наследува и автентичниот рецепт, кој денес со многу посветеност и љубов веќе неколку години успешно го преточува во сопствен бизнис. Со голема љубов објаснува зошто токму овој автентичен производ е корисен и важен за секојдневна употреба. Маџунот е концентриран сок од грозје, природен, без додаток на шеќери, адитиви, конзерванси, значи само грозје. Тоа е природен здрав напиток, односно сируп, кој што помага при зајакнување на имунитетот, зајакнување на крвта кај деца, кај возрастни. Исто така сега и има некои научни истражувања дека маџунот помага при регенерација на црниот дроб, го намалува холестеролот, исто така го прочистува организмот од токсини и содржи многу антиоксиданти кои што помагаат за зајакнување на крвните садови во организмот. Веќе 4-та година го произведувам маџунот и гледам дека се повеќе луѓето се насочуваат кон природна исхрана, односно кон здрава исхрана, и младите се повеќе се свесни за здравата исхрана и има доста побарувачка за маџунот. Значаен момент за пласманот на производот и развој на бизнисот било донесувањето на правилникот за регистрација на примерни производители пред неколку години, со кој на индивидуалните производители на храна им се овозможи легално производство и продажба на сопствените производи. Оваа мерка и помогнала на Ангела својот традиционален производ да го пласира на пазарот и постепено да го развива бизнисот. Годишно произведуваме околу 5 тона маџун. Се пласирани из цела Македонија низ маркети, аптеки, пилјари, мали продавници, слично. Пред неколку години, кога излезе правилникот за мали оператори за храна, тогаш се регистрирав и тоа многу ми помогна за да можам легално да се продава маџунот со сите сертификати, стандарди и анализи. Пред неколку години, кога Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го донесе правилникот за регистрација на мали оператори со храна, тогаш решив да го легализирам моето производство, односно извадивме анализи, сертификати, ангажиравме и технолог кој што ќе го води производството, и така решивме со сите стандарди да го произведуваме маџунот.
Ова мерка ни помогна потрошувачите да знаат дека нашиот производ, маџонот, е безбеден со сите сертификати и стандарди и легално да може да се продава до сите маркети, аптеки и слично. Во процесот на развој и етаблирање на неготинскиот маџон на пазарот, значајна улога имале и различните форми на поддршка што Ангела ги добила изминатите години. Но која поддршка досега најповолно влијаела врз развојот на производот и неговото препознавање кај потрошувачите? Кога излезе правилникот за регистрација на малите оператори за храна, излегоа и грантови со кои што Министерството многу помогна да набавиме нови опреми за производството. Тогаш набавивме цистерни, мулјач, преси за грозјето и така го усовршивме, го стандардизиравме нашето производство. Производството на висококвалитетно грозје е експертиза на Агрокалем, но најголемиот предизвик за Ангела останува пласманот на производот и градењето препознатлив бренд. Производството само по себе носи предизвици затоа што се одвива во краток временски период и не смееме да дозволиме грозјето и ширата која што излегува сокот од грозје да почне да ферментира и мора веднаш да се обработува. Исто така, како предизвици се и пласирање на производот и докажување на пазарот како нов бренд. Маркетингот е исто така голем предизвик, да се промовира производ и да се покаже колку овој производ е здрав и природен и дека многу помага за целокупното здравје кај луѓето. Иако маџонот се произведува по традиционален рецепт што се пренесува со генерации, Ангела верува дека токму спојот на традицијата и современите иновации е клучот за развој и поголема препознатливост. Како таа гледа на можностите старите рецепти да добијат нова вредност и современ пристап? Имавме обид на европскиот пазар, но многу малку луѓето го знаат маџонот, бидејќи се произведува тука во Тиквешијата и во Македонија и не се запознаени со неговите бенефиции, со колку е здрав и колку помага за зајакнување на имунитетот на крвта. Сега се прават и напори и маџонот да се регистрира со географско потекло Тимјаник, во Тимјаник. Со добра приказна и тоа може многу да помогне за странските пазари, исто така тоа може да помогне многу и за да се донесат туристи тука во овој регион, луѓето да го препознаваат Тимјаник по маџонот. Потенцијал во македонскиот агробизнис дефинитивно има. Се повеќе млади луѓе со љубов, желба и знаење му пристапуваат на земјоделието и одлучуваат да останат и да создаваат во малкуте села кои што се уште живеат и функционираат во земјава. Но за ваквите успешни и инспиративни приказни да станат многу побројни и поголеми, неопходна е континуирана и системска поддршка, што ќе им овозможи на младите производители полесен развој, пласман и одржливост на нивните бизниси. Типот на маркетинг, промоција на производите, исто финансиската поддршка е многу битна, но финансиска поддршка со помала администрација. Тука многу луѓе се откажуваат кога ќе видат дека има доста документација и можности за проширување на пазарот. Исто многу е битна и поддршката за маркетинг, односно за промовирање на производите и поддршка во однос на проширување на производството и промовирање на производите на нови пазари во маркети, продавници и слично. За крај си заминуваме од преубавиот Тимјаник и живописните тиквишки виногорја со пораката на Ангела, дека традицијата вреди да се чува, но и да се развива, дека македонското село има иднина тогаш кога младите ќе препознаат можност да создаваат дома со љубов кон земјата, труд и верба во сопствениот производ.